Жешкото време ги вклучи климатизерите да работат турбо ден и ноќ. Поради топлотниот бран кој никако не престанува, потрошувачката на струја руши рекорди. Само овој месец македонците потрошиле за над 4% повеќе струја отколку лани во јули. Од Евана пресметеле дека вкупната потрошувачка во јули изнесувала 458.000 мегават часови, што се должи на високите температури. Пеколните горештини беа најсилни во втората и третата недела од месецов, па најголема потрошувачка е регистрирана на најтоплиот ден, 17 јули, кога биле потрошени над 17.000 мегават часови. Температурата тој ден достигнала 42 степени измерени на Скопскиот аеродром. Зголемена потреба од струја имало и во јуни, кога било многу потопло од просекот претходните години. Минатата година вкупната потрошувачка на електрична енергија за месец јули изнесувала околу 440.000 мегават часови. Просечната дневна потрошувачка за тој период е 14.193 мегават часови. Разликата се јавува заради разликата на температурите во втората и третата недела од годинешниот јули, бидејќи во тој период температурите се далеку над просекот. Во месец јуни годинава потрошени се околу 406.000 мегават часови. Најголемата потрошувачка е регистрирана на 26.2024 година, ден четврток, и изнесува 15.385 мегават часови, кој е еден од најтоплите денови овој период, со максимални 38 степени Целзиусови измерени на Скопскиот аеродром. Пред 2 дена повеќе скопски населби немаа струја подолг период, бидејќи се санираа дефектите на двата 110 киловолтни далеководи, кои се оштетија во силното невреме што го зафати главниот град пред неколку недели. Од Евана Македонија велат дека екипите на електродистрибуција успешно го завршиле зафатот и порано од планираното, пошто корисниците имаат стабилно снабдување со електрична енергија. Тврдат дека поголеми проблеми и испади во мрежата нема, само планирани прекини поради реконструкција на мрежата. Електродистрибуција секогаш ги планира своите капацитети на потрошувачка според бројот на корисници кои со соодветни барања и документација за користење на електрична енергија се приклучени во дистрибутивната мрежа со дополнително усогласување со планот за сезонска потрошувачка. За таа цел и се набавуваат и обезбедуваат потребните капацитети на електрична енергија, и како резултат оваа компанија никогаш не се соочува со недостиг на електрична енергија. И на глобално ниво се достигнуваат рекордно високи температури. Европскиот сервис за климатски промени Коперник ги регистрирал 21 и 22 јули како најжешки денови ова лето. Екстремните тропски горештини особено се присутни во северната хемисфера. Научниците и метеоролозите очекуваат оваа година да биде рекордно најтопла во историјата на мерењата на температурата. Само за споредба, 2023-та беше карактеризирана како најжешка во последните 100 години.